Октомври е месец на розовата панделка. Во изминатите 4 години расте бројот на смртни случаи од рак на дојка во земјава и само во 2023 година починале 346 жени. Јас сум една од тие онколошки пациенти што тоа го поминав пред 20 години. Па еве, јас сум жива, здрава, помагам на сите. Меѓутоа, апелирам. Жени, одете, прегледувајте се. Бев 39 години. Не осеќав ништо. Значи, буквално ништо, само некое стегање позади во грб. И случајно се враќам од терен, инаку работев како технолог во една од млекарите. Отидов така, значи, без да помислам дека тоа може да ми се случи. И јас кажувам дека ме боли позади грбот, а докторот ме пипка напред пред гради. Веднаш забележав дека нешто не е во ред кога го погледнав и ми вика: "Јас морам да ти кажам, кај тебе напипувам, најверојатно е тумор, меѓутоа сакам да се осигурам дали е малигно или бенигно. Мислам дека ми се сруши се." Главните причини за појавата на ракот на дојката се стресот, лошата исхрана и загадениот воздух. Беше Водици, 19 јануар. Ме направија операција, ме качија во соба, плачење, не можам да се помирам. Зошто јас? Како јас? После 2 недели почнав на хемо, паѓање коса, паѓање веги, губење. Значи не си ти не постоиш. И детето поголемкото ми вика: "Мамо, ти си многу убава. Те молам, нашминкај се, излези, шетај." Ама помина. Значи помина тоа, јас се кренав на нозе, одговарав секогаш дека не сум добра, дека сум одлична, дека ја морам да живеам, ќе живеам. За жал, после неполни 3 години, повторно канцер на матка и јајница. Пак онкологија, пак хемо, пак сето. И реков: "Ленче, од сега остави го тоа зад грб, иди напред, помагај на секого, а Господ тебе." И јас сега се бајле кога станувам, прво е, јас сум жива. За навремено да се откријат промените, се препорачува секоја жена редовно да прави самопреглед, на 6 месеци ехо, а на 1 година мамографија, како и гинеколошки прегледи. Секоја приказна е за себе. Секој пациент е за себе. И не само порака до жените, значи порака и до мажите. Мажи, одете, прегледувајте се. Имаме веќе 20 пациенти мажи што се оперирали од канцер на дојка.